Bienvenidos a Kumanovo. Aquí, en los campos de Sport, el regate es peligrosamente bueno, se fomenta el espíritu de equipo, se recibe a los visitantes con calidez y cada partido de juego limpio se considera una victoria. El talento es insignificante. Todo lo demás es trabajo duro, disciplina, formación profesional y, por supuesto, amor por el fútbol. Прекрасен ден, Бошко. Не само затоа што ни се погоди времето, не само затоа што сме на овој прекрасен фудбалски терен на Спорт од Куманово, туку затоа што се подготвуваме, посебно ти како домаќин, за еден настан кој ќе се одржи од 19 до 21 јуни, токму тука на теренот на Спорт. Зашто всушност станува збор? Нема никој друг поубаво од тебе да го објасни тоа. Ти благодарам многу. Да, навистина ќе ни биде чест и задоволство, затоа што во тој период од 19 до 21 јуни, големиот Реал Бетис од Севиља, тим со 115 години постоење, веќе од наредната година и член на фудбалската лига на шампиони, ќе го реализираат својот камп токму на овие терени и можеби ќе биде една од најубавите и сигурен сум фудбалски приказни кои што ќе бидат одбележани во историјата на македонскиот, кумановскиот спорт, затоа што ќе кажам дека допрва ќе се зборува за работите кои што ќе се случат и таа соработка помеѓу двата града, тоа се Куманово и Севиља. Не случајно го има Реал Бетис академијата го има одберено токму овој терен на Спорт. По сите стандарди е на ФИФА, предпоставувам, безпреклонни услови како што гледате. Неверојатно проект кој што е реализиран, направен за да од целата ова, да не кажам инфраструктура, презентирана пред големиот шпански гигант, за да со задоволство тие прифатат да дојдат и да бидат наши гости во тој период кој што го спомнавме, од 19 до 21 јуни, каде што ќе може да продефилираат сите дечиња на возраст од 2012 до 2019 година, значи од 7 до 14 години, каде што ќе може да ги покажат своите фудбалски вештини пред тренерите кои што ќе дојдат од Шпанија, кои што ќе бидат будно следени со 2 тренинг сесии и сето тоа се надевам дека од тука ќе произлезат и новите фудбалски звезди во иднина кои што ќе ја представуваат Македонија, затоа што сите се добре дојдени. Јас сум сигурна дека помеѓу нашите таленти ќе се роди некој нов Ентони, што го зема од Манчестер Юнайтед да игра за Реал Бетис. Верувам, затоа што јас истото го зборувам дека од квантитетот може да се извлече квалитетот. Кога зборуваме за фудбалот и не само за фудбалот, воопшто за спортот, често стручњаците велат, скаутите, сами по себе и тренерите, дека само 10% се крие во талентот. Останатите 90% секако дека е труд, напорна работа, дисциплина. Дали е тоа навистина така? Така е, Ивана, нема никаква дилема, бидејќи ако ти не го надоградуваш талентот, ако не работиш, верувај дека остануваш само на тој талент, кој што во почетокот ќе го искористиш, тоест тоа што го имаш ниво, остануваш тука. Ако не го надоградуваш тоа, ако не работиш онака мако трпно, целодневно, не знам кои ќе ти бидат резултатите на крајот од денот, ако, најпрво како што реков, ако немаш амбиција и ако не доволно работиш. Ја немаш поентата и секако без работа и труд никој досега не успел така да постигне резултати, особено во спортот. И во било која професија, така. Во право си, Бошко. Како ќе се справат шпанските тренери во смисла на тоа како ќе воспостават дисциплина со овој наш, ајде да го кажеме, македонски менталитет, да не речам кумановски? Помислам дека работите се многу едноставни. Правилата се тие, само треба сите оние дечиња кои што ќе бидат на нашиот камп, внимателно да ги слушаат советите на шпанските тренери, затоа што ќе се навратиме на шпанскиот фудбал. Тоа само не е, тука е
разбирањето на фудбалот. Не е само она сурова снага, трчање, физикус, туку едноставно кога ќе се навратиме и да ги видиме сите оние податоци и да направиме една ретроспектива, темелите на филозофијата на воопшто на Ла Лига или на шпанската репрезентација, секогаш е разбирањето на фудбалот и таа филозофија од најмалите категории, секако и образование, едукација, каде што навистина се пресилни или пак преедуцирани и сето тоа го имплементираат. Верувајте ми, од искуството, барем во мојата работа, тренинг сесиите на малите категории со првиот тим секогаш се исти. Разликата е само во време трењето. Ако збориме за овие помали категории како што се пионери, истиот систем е проткрен со време трајање од 40 минути, додека на сениорскиот тим 2:45. Затоа шпанците доминантни се, само како факт ќе го земе последното европско првенство, каде што дојдоа до титулата европски шампион со просек од играчи кои што се 22 години. Верувајте ми, тоа е привилегија. Еве сега кога би се вратил и би бил дете или пак нели како родител, за да ако го насочувам патот на своето дете во фудбал, тоа дефинитивно би било токму според сите оние методи кои што ги со години не наметнуваат, туку ги реализираат шпанските фудбалски тимови, вклучувајќи го и Реал Бетис академијата. Рековме што ќе бараат шпанските тренери од нашите деца. Не се сомневам во тоа дека веќе интересот е голем, дека веќе се достигнува она бројка за организаторот ММ спорт, која што е идеална за тренирање на кампови во вакви услови. Уште нешто, дали настанот ќе биде, ме интересира, отворен за публиката, не само за родителите на децата што ќе бидат учесници во кампот. Дали ќе може да дојде публика и да гледа што се како се тренира всушност. Наистина заинтересираноста е голема. Бројката од ден на ден се повеќе расте. Со тоа што мора тоа да напоменам дека бројот е ограничен и сите оние кои што допрва се уште се немаат пријавено, ги повикувам да се приклучат на нашиот камп и на нашиот проект кој што ќе биде реализиран во периодот од 19 до 21. Да не заборавиме, најдобрите 3 дечиња кои што ќе бидат според проценките на тренерите од Севиља на тој камп кој што ќе ги покажат своите вештини, дисциплина, работа, ќе бидат наградени со тоа што од страната на шпанскиот фудбалски гигант да бидат дел од најголемиот камп кој што ќе се одржи од 7 до 11 септември токму во Севиља и токму на кампот на Бетис, кој што се нарекува Рафаел Гардилјо, и во тој период ќе бидат под будно око на сите скаути, на сите тренери и буквално каде што ќе бидат стационирани сите таленти во тој момент кои што нели ќе се приклучат на тој камп. Да, ќе биде отворен за јавноста, ќе биде отворен за сите оние кои што сакаат на лице место да ја видат работата на овие тренери кои што ќе го представуваат шпанскиот гигант тука во Куманово. И навистина, пак ќе кажам, големо е задоволството и прекрасно е чувството да се угости еден ваков голем тим кој што навистина, знаејќи ја историјата на кумановскиот спорт, мислам дека досега вакво име барем кога е во прашање фудбалот и соработка немало во нашиот град. Да, се сеќавам на неколку кампови во Скопје, впрочем централизирано е се, па се нешто се случува таму, меѓутоа го следам фудбалот и многу го сакам. Ова ќе го пуштиме на ВАР уште еднаш да оди. Ама не се сеќавам дека стварно, навистина некој од не само Ла Лига, него ваков успешен тим дека не се случило да дојде во Куманово. И особено ми е драго што луѓето од Реал Бетис академијата ќе имаат навистина добри домаќини. Не флертувам со тебе. Кога ќе кажам дека ти ќе бидеш домаќин на овој настан и кога ќе кажам дека ќе биде ММ спорт. И многу ми е драго, затоа што во последно време Ивана, само ќе те надополнам. Јас сум само нишка од целата ова организација, од сите оние луѓе кои што се инволвирани, кои што успеа да го реализираат овој проект.
пак ќе кажам, многу е убаво кога се работуваш со луѓе кои што се ентузијасти, кои што секогаш имаат визија и сето тоа ќе го реализираат на терен. Значи, секогаш сум за тоа, кога имаш идеја, таа идеја кога ќе биде успешно реализирана, резултатот и самата сатисфакција е уште поголема. Незалудно го избрале токму ММ спорт. Незалудно ти си изберен. Тие нишки што ги викаш, Бошко, многу се важни за реализација на еден настан. Што ќе се случува, Бошко, на самите на самиот настан во паузите? Ќе има дали ќе има анимација? Да, не само за учесниците на така кампот. веќе се подготвени игри за самите дечиња, се подготвува, мислам дека ќе се игра PlayStation, ќе се натпреваруваат во жонглирање, ќе има многу игри и забава во тие некои 3 часа или колку доаѓа додека е паузата од првата до втората тренинг сесија. За сега се оди безпрекорно околу самата организација, се е како што треба, како што реков, уште тоа да се реализира останува да дојде тој ден, да се реализира на терен и сигурен сум дека на крајот сите ќе бидеме задоволни и ќе отвориме едно поглавје ново, не само во фудбалот, туку генерално во спортот, не само во Куманово, туку и во Македонија. Ќе дојдеме да навиваме за спортот, за фудбалот, Така е. за убавите настани, професионални, И како пред што се е овој. ради дечињата. Да навиваме за нас. Така е. Ќе ги браниме боите всушност на Куманово и на Реал Бетис. Така е. Заедно. Така е. Многу благодарам, Ти Бошко, благодарам, Ивана. и да победиме. Така е. Нека победи спортот, нека победи фудбалот и како што реков, нека се радуваат дечињата. Тоа е мотото, затоа што пред се тие се во прв план, тие се тие кои што се иднината и затоа пред се го правиме ради нив. Тоа е тоа. Спортски? Hi everyone, I'm Luis Sagasta, a coach from Real Betis Academy. I'm inviting you all to participate in Real Betis Camp Kumanov. There are only 3 weeks left until the camp. We are really excited and looking forward getting to start. See you soon.